Петочно издание на Самовистина, почитувани, ви благодарам што сте со нас. Јас сум Јана Јосифовска, а вечерва дебатираме со двајца политички аналитичари. Добро вечер за Благојче Атанасовски. Добро вечер, благодарам на поканата. И Љурзим Фаризи. Добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите кои редовно не следат. Така, господа, додека политичарите постојано зборуваат за ревностна борба со криминалот и корупцијата, а јавноста очекува правна држава, за некои изненадување, за некои не, е вестот дека претседателката на антикорупцијска се сомничи за злоупотреби во случајот Адитив, секако со почит на презумпцијата на невиност, истрагата и надлежните допрва ќе утврдат дали има вина кај неа, но сепак впечатокот во јавноста е разочарување. Генералното прашање е каде и како ќе оди оваа држава напред, ако оние кои што треба да се борат со корупцијата, истата ја практицираат? За мене не е изненадување, бидејќи многу пати во вашето студио сум говорил дека најголемиот проблем на македонското општество, на македонските граѓани е корумпираноста на менталниот ум на македонскиот функционер. Запрепастувачки е за држава која е членка на НАТО алијансата и треба да ги почне преговорите со Европската унија, односно постојано вели дека треба да припаѓа кон асоцијативните организации каде што владењето на правото, функционалноста на институциите на системот и секој да си работи работата согласно уставот и законот е врвен приоритет. Имаме ние луѓе кои согласно прерогативите, ингеренциите кои треба да ги обавуваат, а тоа е да се борат против корупцијата, тие, како што кажавте самата, со презумпција, со должна почит на презумпцијата на невиност, бидејќи дотичната господја се уште треба да се распитува дали навистина има коруптивни дејанија во случајот Адитив, но со самото тоа што таа е повикана и се фрла некоја дамка на сомнеш дека човекот кој води институцијата е прв кој треба да гони и да наоѓа евентуални корумпирани кривични дејанија кај високата политика, односно кај високи функционери и да се бори против високата корупција, таа е замешан условно кажано во корупцијски скандал и тоа веќе наликуване на Монти Пајтон држава, односно јас се чувствувам дека живееме ние во некоја си паралелна реалност, бидејќи ова е буквално сценарио за да се снеми филм кој веројатно во Холивуд би добил Оскар, малку така да бидам саркастичен. Морам да ја напоменам тука јавно поранешната претседателка на Државната комисија за спречување на корупцијата, господјата Билјана Ивановска, за која имам исклучително високо мислење, каде што мислам дека и го подигна нивото на транспарентност на работата на таа институција, беше многу ревностна. Сега многу ми навела дека таа жена и покрај тоа што зборела не се видело, да речеме, голема борба против корупција, односно не биле видливи резултатите, да, но и самата институција не е таа која ќе треба да го заврши целиот процес, бидејќи нели тие треба да ги откријат случајот на корупцијата и затоа ние имаме обвинителство. Имаше постапки кои ги отворија, па тоа сакам да кажам. Апсолутно работата на таа Државна комисија за спречување на комисијата е да отвараат постапки, а потоа надлежните институции на системот како обвинителство, финансиска полиција, МВР, судство до крајот да го завршат ни сите тие институционални постапки тој евентуален корупцијски случај и на вистина господјата многу ревносно ја водеше својата работа. Мајка ми веќе ја спомнам, постојано велеше дека од сите корумпирани функционери во оваа држава, единствено кога ја гледала господјата Билјана Ивановска имала позитивно мислење, односно стекнала мајка ми доверба дека само таа жена на вистина сака нешто да направи во борбата против корупцијата. За жал таа и заврши мандатот и после нејзе ние наместо да добиеме поквалитетно решение со поквалитетна претседателка или претседател, во случајов претседателка со нејзиниот тим, господјава дотична е, мислам дека помалку и од една година на функцијата, ние го добиваме условно кажано случајот Катица Јанева 2:0, односно се соочуваме со ситуација во која човекот што треба да гони корупција, како што беше на времето поранешната специјална јавна обвинителка, е фатен во корупцијски скандал, но ајде да бидеме правични и честни, да оставиме докрај институциите на системот, па какви и да се, да дадат завршен збор и за овој случај
да не се фрли однапред толку црно петно на дотичната господја и да видиме дали ова се само некои индици или навистина станува збор за нејзино коруптивно дејание, и ако е така, апсолутно согласно законот треба да одговара, бидејќи ако не одговара, па тогаш мислам дека ние и тие 2% што ги имаме доверба во правосудството, или па во таа институција која претходно била, да речам, стожер на почитување на таа институција под водство на Билјана Ивановска, ќе се срози и веќе почна на социјалните мрежи да вела дека треба зборот Државна комисија за спречување на корупцијата, зборот спречување да се тргне, односно да биде Државна комисија за корупција. За жал, добро, да, не може да се генерализира сепак фаризи, меѓутоа ово што го спомена и Атанасовски, некако се добива впечаток дека во време, особено кога е многу мала довербата во правосудниот систем, ДКСК важеше за некаква светла точка, барем од она што како наследство го спомена и тој го остави предходниот колектив на антикорупцијска, но сега се добива впечаток дека состојбите се како на почеток, како од ново. Како сметате дека ќе се врати довербата после ова? Граѓаните за оваа ситуација би кажале, обичните граѓани, како ние што сме во реалноста, дека ова е дно дна, нема повеќе кај да оди. Ова е реалноста на системот за ние кои зборуваме дека во последните години тој се протурка на се криминал и корупција, кога газдите на државата се криминалци, бандити и го има злоупотребна службена положба, нормално дека тие ќе постават и луѓе пошто кои ќе ги бранат. Јас одсекогаш за Државната комисија, за Државната ДКСК, односно, сегогаш сум бил скептичен, имајќи у предвид дека во постапката на избор на луѓето, секогаш телевизиите, вклучувајќи вашата телевизија, благодарејќи на новинарите, имате истражувана и додена до заклучок дека дел од нив, односно членовите на Државната комисија ми е зборот, поврзани со политичките структури, односно дека му е баџанак на функционерот, дека му е братучет на функционерот и така натаму. Значи, тие секогаш политички се имат поставени, нормално ги имат номинирано луѓето кои по секоја цена сакале да и бега на правдата. Но само ќе ми дозволите, Фаризи, Татјана Димитровска беше избрана во собранието со максимум гласови и од ВМРО ДПМН и од СДСМ, односно бодови тогаш во комисијата која што ја проценуваше. Сакам директно да се поврзам и со бодовите. Тука ми беше целта заради тоа мојот скептицизам, бидејќи кога нели огласот беше јавно и собранието демек да каже транспарентност и да ги избира најдобрите, јас сум видел дека сум приметил во бодовите кога излезе ранг листата, дури сам сум ги листал, сум ги гледал човек по човек и ме изненади што еден мој професор, кој јас кога сум бил студент, а може да го именувам и името, бидејќи ми е другар и имам многу високо мислење, бидејќи веќе ние сме и колеги, така што тој Афет Мамути, пример, зема, мислам дека 16 бодови од 100 можни, а знам дека е многу чесен човек и многу професионалец, а буквално бидејќи цел живот предава предмети кои се поврзани со граѓанското право, облигационото право и така натаму, што се директно поврзани со овие ситуации. Едно од најдобрите професори што јас сум ги сретнал во мојот живот. Нормално, по националност албанец, така што кога тој не можеше да влезе внатре, барем да биде во првите, да не кажам 10-15, туку беше тотално доле во листата, тоа ти е резултат од тоа што можеш да очекуваш од една Државна комисија за спречување на корупцијата. Но јас и професионално од мојот живот што имам завршено, значи што ја бавам работата, често пати имам предмети кои се од страна на ДКСК. Неодамна имав еден предмет, јас констатирав неправилности, оние ми потврдуваат дека нема студент на интереси каде таткото го вработува синот. Значи, најголем конфликт на интерес на една институција не може констатира. Да ме известува, замислете мене, дека нема конфликт на интереси
каде таткото го вработува синот. Ова зборуваме за последниот состав? Да, за кој овој период пред 2 месеци се случува. Сега не може да апострофирам институција, но службено тие побарат од мене, јас констатирам фактичка состојба, ги известувам, тие ми известуваат мене дополнително дека нема конфликт на интерес каде таткото го вработува синот. И тоа за клиники се работи. Така што тоа покажува дека не можеш ти да очекуваш од таа институција кога не може да го открие дека таткото синот го има вработува, дека потврдува дека не е конфликт на интереси. Што чекаш некој поголема работа, еве поголемата работа се покажува дека таа соработувал со луѓето кои го злоупотребиле законот. Презумцијата на невиност мора да ја почитуваме, но тоа што е во јавност, тоа што денеска го слушаме и го читаме, тоа е, што да ти кажам, втора Катица Јанева, така што овие двете, и замислите жена, ај да е машкото се похрабри да прават криминални корупција, веројатно не може така да се сведе на пол. Па ние на јас не сакам да навредувам, но за жал две жени да ги спомнуваш како синоним на криминалот, така што тоа е жал. Сега ова што го споменавте последно и со случајот и за непотизам само го потврдува она што години наназад и во безброј дебати и постојано го зборуваме, но на некаков начин еве институциите велат дека се за промени и за фаќање во костец во борба со тој криминал и корупција, но повторно еве слушаме вакви примери и повторно се наметнува прашањето за интегритетот пред се на личностите кои што се бираат за јавни функции. Дали Атанасовски и докаде очекувате воопшто институциите да стигнат во оваа борба или сечење на тие така наречени пипци на дејанија, тргнувајќи од фактот дека досега ќе се постави прашањето дали остана некој чесен во оваа држава? Така, ја на последен пат во вашето студио бев непосредно после, како да кажам, најтрагичниот настан во Кочанската така наречена дискотека и нели главната тема во целата емисија беше промена и ресет на системот и говоревме дека корупцијата, таа системски институционална во овие 35 години, тој врзан сат на корумпирани односи во институциите на системот доведоа до најтрагичниот настан во македонската историја. Ова го велам дека не поминаа ни 40 дена од тој трагичен настан, каде што првите денови или седмици постојано во телевизиските студија се говореше мораме да го смениме и ресетираме системот. Односно мораме да се научиме дека треба да функционираме и работиме по словото и духот на законите и дека секој некој функционер мора да се обавува честно работата со дигнитет и интегритет, како што велите и вие. И гледаме дека еден месец подоцна, условно кажано, председателката на антикорупцијската комисија, каде што велиме дека корупцијата е рак рана, гангренозна на целото македонско општество во овие 35 години независност на Македонија, таа која треба да биде пример и репер за борба против корупцијата, гледаме дека е во инсинуиран фатен криминал на соработка со тие што треба да ги гони и се поставува прашањето како може кога тие луѓе кои треба да имаат доблест, чест и морал и интегритет и треба да бидат, како да кажам, морален ориентир на јавноста, председател на Државна комисија за спречување на корупцијата, универзитетски професор, доктор. Тие луѓе со честни исклучоци, но ние сме имале многубројни случаи во јавноста кои биле детектирани каде што универзитетски професори кои треба да предаваат на студенти, да ги учат со академско знаење, а тие им бараат мито и корупција. Да. Доктори, многубројни случаи на доктори каде што вие како граѓанин кој плаќа здравствено осигурување треба и очекувате да ве лекуваат па и да ви го спасат животот, тие ви бараат мито и корупција. Затоа велам, се додека нас менталниот склоп, менталитетот на просечниот македонски функционер во овие 35 години е корумпиран до срж, и ние се тоа го сметаме дека е така нормално да функционираме, нам ќе ни се случуваат такви трагични и ужасни катастрофални настани како настаните од Кочани и Дурмотурс и Беса Транс и Ласкарци, да не ги споменувам, бидејќи сите тие беа трагедии кои беа предизвикани од таа системска корупција, каде што ние сметаме дека
Се нешто може да се заврши со еден кренат телефон и како што каже и Љулзим, дека некој на некого му е баџанак, шура, брат, сестра, ние навистина сме мала по население, по број на население земја и навистина многу се познаваме и по тој менталитет, јужен менталитет на дружење, но тоа не значи дека приватната сфера вие треба да изедначите со јавната сфера. Јас ако сум, да речеме, председател на корупција, татко ми или брат ми или најблиската моја фамилија ако бидат фатени во дејанија коруптивни, јас апсолутно треба да работам по словото на законите и дома што се вели да живеам во иста фамилија, јавната сфера не треба да се меша со приватниот живот. Дома вие бидете си брат и брат или брат и татко и син, но вие ако треба да гоните корупција, ќе ги гоните и членовите од најблиското семејство. Тоа сакам да кажам, колку и смешно да звучи, ве гледам дека апсолутно, мислам тоа, јас не дека верувам дека е така. Сакам да кажам во теоријата на нормалноста или ако сакаме да бидеме честни до крај, во западните земји е така. Јас имам роднини и во Швајцарија и во Шведска и апсолутно сум дискутирал на овие теми и ми потврдиле за нив е апсолутно нормално каде што, не знам, сообраќаен полицаец има случај во Швајцарија каде што си го казнил сопствениот син или без разлика колку и банално да звучи. Кај нас знаеме како тоа завршува, не сопствениот син ќе се оди до пето колено, но кај нас испадна дека сите овие 35 години работи кои ги практикуваме во секојдневието, за кои ние сметаме дека се нормални, апсолутно се тотално ненормални за нормалните цивилизирани средени земји од западниот цивилизиран свет. За жал така дој. Да те исправам. Кажевте председател на корупцијата, на антикорупцијата, да не мислат баш што граѓаните изгледа веќе подсвесно, ама подсвесно ќе ти го сечат како рилс, ќе кажат дека ама подсвесно, ама веројатно точно сум за жал. Не, поразителни се овие работи кои што ги дискутираме и она што е многу важно, еве и јавно постојано да го зборуваме, како да се подобри овој систем. Секогаш се зборува за тој систем како апстрактна тема, па има многу дебати дали индивидуално или луѓето, личностите го прават тој систем, бидејќи некако постојано се зборува за системот кај нас како некоја апстрактна тема, а сите се апстрахираат од него и од одговорност. И во тој контекст, Фаризи, како да се воспостави според вас квалитетен систем за проверка на квалитетот на кадрите, она што претходно го спомена и Атанасовски, и воопшто интегритетот на личноста. Значи, која што воопшто претендира да биде носител на јавна функција. Еве споменавме конкретно за ДКСК се бираат во собранието, меѓутоа и за ред други надлежни институции кои што фактички треба да се во првите борбени линии за да имаме правна држава. Први, ние треба да се менјаме од себе си. Системот не може да се мени само со еден човек, односно со премиер, со 20, 30, 50 суди или со 50 обвинители или 100 обвинители. Ние знаете што сакаме. Ние сакаме само за себе, за мене да не важи законот, а за сите други да важат законите. Гледам ред од граѓаните, кога имам комуникација, ме прашуваат како ова да го решиме. Ние треба да се смениме од себе си. Не можеме ние, пример, сега има ребус на акции на страна на МВР и сега одма ние прашуваме зошто ги оапсле тие. Па зошто кој треба да го оапсем? Да ги оапсат тие што не краделе, не правеле ништо, се седеле дома, ништо немале контакт со државата, со системот, со институциите. Значи ние сакаме одговорноста, но одговорноста да го сносат луѓето кои најмалце биле криви што го направиле тоа. Не, мислам дека од себе си треба, ние највеќе треба да ја сакаме државата. Често пати во последниот период луѓето ме прашуваат на улица, пошто ме знаат премногу и со граѓаните си разговараме, ме прашаат аналитичаро дали ќе ја бива државата. Значи, не дали ја бива државата, ние држава има, или дали ќе правиме држава, второто прашање. Ние државата ја имаме, но само треба да ја надградуваме, да го поправиме системот. Системот се поправи само со луѓе кои вистина вредат на тие позиции. Се додека нема мерит систем кај нас, тогаш не можеме да правиме институции, односно не можеме да поставиме луѓе кои... Значи, владата треба да размислува во насока што законите, односно критериумите треба да бидат многу построги во начинот и постапката за избор
на исти. Се додека ние имаме лесен начин за избор на луѓето, тогаш ние тешко дека ќе ги правиме тие институциите. Ние сме на подобра гледа реално борбата против криминалите и корупцијата, кога бидејќи таа председателот на ДКСК не е денеска, тоа оддавна, не знам сега колку години има точно, бидејќи реално тие за мене не се значајна институција, пошто таа не е синоним против криминалот и корупцијата, пошто тоа го докажа денеска дека е во партнерство со истото, така што јас не и верувам, никогаш не сум верувал на таа институција, нема да го верувам се додека Добро, со боја на вистината во јавноста имаше позитивен печаток. Се додека ние се боревме во собранието, не знам дали се сеќавате во собранието, тогаш се боря за членови на комисијата, колку ќе има опозицијата, колку ќе има позицијата во тој период. Се додека позицијата во тој период притискаше да има повеќе гласови, то во тоа комисијата се со цел да ги може да ги вметне своите луѓе. Така што кај нас има многу луѓе квалитетни, но не се во позиции. Еве пример, јас не ги знам делот на пошто Македонија е премногу голема. Јас еве пример повеќе ги знам албанскиот дел на луѓето. Сте ги виделе во некоја институција, министер, заменик министер, некој професионален човек? Не. Сите тие професори што ги дадеа поддршка на сегашната односно гарнитура на Влен, па и на другата политичка партија, односно на Европскиот фронт, сите луѓе се под сенка, односно никој не е стаен на некоја позиција што може да раководи со тие институции. Јас мислам дека ние имаме многу чесни луѓе во државата. Премногу чесни, имаме и паметни луѓе. Да, но како да дојдат до израз, тоа е главното прашање. На израз, јас мислам дека и на функција, тие ако заслужуваат. треба да имат волја пред се, но треба и да храброст. Си видел некој професор што излегува, зборува против криминалот, корупцијата? Многу малку се албанци, може да ги броиш на прсти. Зошто? Истите си чекат некоја функција, си чекат некоја комисија да идат и да си зарабат пари. Еве пример земам. Кога имаше претседателски избори, ниту еден албанец не излезе јавно, освен јас, да ја поддржи професорката за претседател на државата. Ниту еден. Кога стана претседател на држава, сите професори сакат да бидат или советник на нејзе, или во комисијата за помилување. Си фатеа врски за се со цел да влегуваат таму. Така што таа е маса на интелектуалци кај нас, за жал, но не значи дека само професорите може да ги водат институциите. Има и храбри луѓе кои може да ги водат институциите, но јас имам едно мислење дека институциите не можат да ги водат луѓето од надвор. Ти да бидеш, пример, карикирам кафанџија и да станеш директор некаде и да ја водиш таа институција. Или да си спортист, јас ги почитувам се, но да си го роводиш тој сектор за кој си професионалец. Кај нас се измешани работите, измешани се брзините и затоа ние имаме ваков систем во континуитет, не денеска. Но јас мислам дека за да ја надминува ова, само треба и ние мораме да воведеме мерит систем, не само во постапката за вработување и за именување, туку и на резултатите. Ти не можеш да го дочекаш еден директор или друг функционер, да го чекаш 4 години тој да ти даде резултати. Го мериш првиот месец, вториот месец, третиот месец, му кажеш чао, пријатно, земаш вториот, третиот и така ќе се намалу. И кога ќе се намалу корупцијата и криминалот, тогаш ќе има и помалце интерес. Ние, ако се бориме против криминалот и корупција, ви гарантирам дека за 4 години ќе биде проблем да најдеш човек да ставиш во функција. Еве, пример, ги гледаме ребус на акции во ЕСМО, во иднина. Тешко некој ќе го земеш, можеш да го ставиш директор во ЕСМО да ти подпише. Пошто се научиле кај нас кради, земај, полни се, товарај се, иди дома и на никого одговорност да не дадеш, бидејќи на крај на крајшта има некој што може да те брани.